Во првиот круг на локалните избори председателот на Титовите лустрирани сили, господинот Слободан Угриновски, му даде својата поддршка во општина Центар на Андре Жерновски. Во вториот круг кодошот Ла Курбизие му даде својата поддршка на господинот Тодоровиќ. Како е тоа можно? Погледнете од интервјуто со господинот Ла Курбизие. Господин Угриновски, вие сте сега председател на Титови лустрирани сили. Повеќе не сте Сојуз на Титови леви сили. Повеќе не сте председател на Сојуз на Титови леви сили. Јас сум се уште председател на Сојуз на Титови леви сили. И како велат во Скопје, еднаш кодош, цел живот кодош. Значи кодош сте биле, кодош сте останале. Дали треба да се тоа докаже? Што треба повеќе се докаже? И на тараба пише нешто, па нели вие признавте дека вашето кодошко име е Ле Курбизие? Не, наведеното во списите е Ле Курбизие. Како со мене снимавте и рековте кај мене има 2,5 страници, а кај Владе Милчин има 400 страници. И рековте пред 3 години дека се гордеете што сте биле кодош. Не, се гордеам сега дека сум помогнал во, без да знам, во разрешување на улогата на палестинските командоси од тоа време. Сте биле кодош или не сте биле? Сте биле. И сега прв пат во светот јас гледам кодош вака да вреска, да вика, да се прави принципи. Но ние сте кодош. Значи кодош си е кодош. Дали сте француски кодош со француско кодно кодош име Ле Курбизие или сте некоја со латиноамериканско, то не е менува суштината. Вие сте кодош. И затоа сметам дека треба да бидете председател на Титови Титови лустрирани сили, не на Титови леви сили. Срамота е ваков кодош да биде на чело на партија која носи име на Тито. Вака сега, зошто дозволувате такви срамни изрази и не ве личи да употребувате за една партија и да се мешате во внатре партиските работи? Што ве вас заболе како се вика партијата и кој ќе биде председател? Значи тоа не е ваша работа. Ваша работа е... И господине Ле Курбизие. Друже Угриновски. Гледате која странна улога ви беа доделена на овие локални избори. Значи пред првиот круг го поддржувате Жерновски, излагате, велите Жерновски е паметно дете, вакво дете, ние ќе го поддржиме. Значи не поминуваат 7 дена. Значи кога гледав таква една срамота ми изаде, на таква мизерија, викам леле со овој човек сум снимал. Ви го шопре. Вие го поддржувате Тодоровиќ. Стрекија немаше 4 кандидати. И нука имаше кона Силвија Кристел од Емануела, сите да ги поддржите. Значи, вашето прашање ќе го ја сведам само на еден минимален дел и вие земете воздух малку, ќе ви користи тоа што ќе чуете. Ние се определивме на 60 години вака по некој џамбаз да ги менува магарињата во 7 дена на локални избори. Ние се договоривме во партијата. Поред толку коњи, бикови, мачки и магариња, не знам во која категорија, да не кажам, би сместил некој од новинарите, се договоривме дека според нашата проценка и според разговорите водени, добивме ветување дека ќе се постави споменикот на Јосип Броз Тито, кој што го вети Бранко Црвенковски, не го исполни. СДСМ не го исполни. Никој не го исполни. Единствено што добивме писмо од Аларова пред 8 години, кое не се реализира, се постави срамната риба со расчепатени нозе. Не, да ти довршам тебе ја. Значи, ветувањето и нашата трансформација за Тодоровиќ, слушај сега ти треба да ме слушаш мене. Трансформацијата е направена само оној момент кога со нас е створен контакт за поставување на споменик на Јосип Броз Тито. Имаме само едно конкретно прашање до вас. Од кога сендвичара стана споменик? Пошто велите дека клучната работа е споменик. Овде испадне дека клучната работа била сендвичара. Дека заради една сендвичара сте продале и Титови, и леви, и секакви сили. И на крај крајава Јосип Броз Тито преживеа 7 офанзиви, падна на 8-та офанзива која се вика сендвичара. Ни Шварц, ни Вајс, ни Козара, ни Дрвар не успеа да го уништат Јосип Броз Тито, колку што успеа овие со операцијата сендвичара. Нели ви е стран?
Приказката Ама твоја, не ли ви е чекај, страм полека. за една сендвичара тука? Приказката твоја заврши. Се вртите како на црв почетокот на за една разговорот сендвичара се договоривме у 7 дека ќе дена, поставиш у 7 прашање дена, и дека ќе добиеш у одговор. у 7 Не сум дена, ја Красимир Каракачанов. у 7 Ја тебе дена, да ти у одговорам 7 сега, дена за сачекај. една Твоето сендвичара прашање го постави. и углед, сега, и реноме, да, и Титови да, левисири, и партија, све жртвувавте. сега ти одговорам, може ли? Не ли ви е страм? Ќе земеш ли воздух? Мене веќе земам. Земи воздух. Ајде. И да видам дали, пошто на почетокот обеќа ајде, кажете. дека ќе дозволиш да се доискажам. Ајде, кажете. Сендвичарите, според урбанистичкиот план, мора да бидат трнати. Тито да дојде на една нога, ќе бидат срушени. Број 1, затоа што урбанистичкиот план е закон. Второ, зошто не се срушени тие? Затоа што секој мисли дека се тие приватни сендвичари. Како и ти, неинформиран, да не кажем потешка некој збор. Тие се сендвичари дуќени на ГТЦ. Ние сме кирајџи на ГТЦ. ГТЦ може секогаш да ни даде отказ. Не зависи тоа од Тодоровиќ. Како не зависи? Воопшто не зависи. Ама како не зависи, ма се слушате ли што зборите? Ма ти знаеш ли дека тоа е дуќан на ГТЦ? Ама се слушате ли што Да, зборите? све. Вие сте кираџи во ГТЦ. ГТЦ е по централната власт. Да, не е под општинската. Па нормално, се доека не ви каже дека може да ви ја земат сендвичарата, вие велевте му даваме подршка на Жерновски. Не е тоа само за мене. Тамо се 4 фамилии. Да, 4 фамилии. И како меѓу прв и втор круг фино вака кодошки. Ама ти одговори, заради спомени го на Тито. Фино кодошки ве предупредува дека може ГТЦ да ви одземи сендвичарата, вие одма се свестуват, викате, бе сум сгрешил за Жерновски, сум требал за Тодоровиќ да гласам. Дори не ли ви е страм? Барем она слика на Тито да е трните. Сега ја би сакал барем она слика на Тито да е две трните. писма ќе доставам до твојот Жерновски. Две писма. Прво, да го оствари ветувањето на Аларова и на Тодоровиќ за поставување споменик на Тито. И второто писмо да ги дислоцира сендвичарите. Тебе ќе ти ги доставам да ги врачиш во општина Центар. Да те видам што маш си. Сега за еден месец ќе почнете да велите, па јас сум бил грешка, по Жерновски бил многу добар. Одличен. Па ќе почнете Жерновски да го фалите. Да. Како ќе треба некоја локација да ви даде или да ви ја врати кафаната Југославија тама, која е под негови ингеренции, па има и биста на Жерновски тука до Тито да му ставите. Значи, ваква мизерија ја не сум видел во живот. Титови леви сили. Па, знаете, овој народ има такво убаво мислење за Јосип Броз Тито. Проба ВМРО да го уништи на сите можни начини изминатите 20 години, али ваков атентат, како што вие правите, на ликот и делото на Јосип Броз Тито за една свенчара. Што има тоа врска со ликот и делото на Тито во... Чекај, што има тоа врска со Тодоровиќ? Ама сменете го името. Што има врска Тито контактираше и со императори, и со цареви, и со Сталин, и со капиталисти. Со сите Тито работеше, и со емири. Ти си заборел, ти поима немаш од историја. Значи, немој грешно да збориш за Јосип Броз Тито. Он водеше политика. И нашата партија води политика. Ако Јосип Броз Тито успее да ги преживете 7 непријателски или германски офанзиви во текот на Втората светска војна, вклучително Сутјеска, Неретва, Козара и Дрвар, тогаш Титови леви сили паднаа на таа 8-ма непријателска офанзива или офанзивата со кодно име Сендвичара. Господин Огриновски, не е срамота. Ти давам збор. Не е срамота. Вие да бидете во коалиција пред избори со едни или со други. Не сме коалиција биле со никој. Не, срамота е. Чекај, срамота ти дали разбираш дека ти разбираш ли дека ние не сме биле во коалиција со СДСМ? Што во 7 дена во Силвија Кристал вие го менувате политичкото стојалиште. Не е пријатно, господин Огриновски. Ама не е пријатно за човек на ваша возраст. Ама ние мислиме дека добро направивме. Многу добро направивте. Ама чекай, ти се... Ма гледам колку добро направивте. Ти не се слагаш ли? Максимално добро направите за вас. Лично со сендвичарата, не направите за партијата. Не, добро направивме. И што ќе им дадете по еден сендвич, но ви отпустат што даѓате преку таа сендвичара? Од тама ли купува сендвичите за овие отпустат? Од сега само тебе. Ја не ни сакам. Да, само тебе. Ја не ни сакам, господин Огриновски. Од сега само тебе, со оглед дека ми правиш реклама. Право да ви кажам, само до вака да видам у фаца, да видам у лице, да ви кажам како не ви е непријатно. Да имате име Титови леви сили, па немате ни моја. Не, ја имам моје име и презиме, Слободан Огриновски. А партијата се вика Сојуз на Титови леви сили. Атер за тие Титови леви сили, сменете го името.
бидејќи не личи Кодош и политичка Силвија Кристал да биде начело на партија која сека Титови левисили. Тоа да не е твое гајле, има партија, има членство, има органи. И како Ти ич да не му се и како ви рекол, во Веле стои ВМРО ДПМН не е лошо, и излези со независни листи, немој да бидеш во коалиција. И во Штипи, во Кавадарци, и во Штипи Кавадарци не е тешко. Момче, и 2009-та сами настапивме. Ако не ме лаже секевањето. Ајде. Ако не ме лаже секевањето. Аце Коцевски вторпа добија порез. Ако не ме лаже секевањето, вие после 2009 година се влеговте во таа здружена опозиција. Не е тачно. Како не е тачно? 2010-та се направи опозицијен блок. Коалиција. Значи после 2009-та. Ме слушате ли воопшто што ви зборам? Да. Помеѓу 2009-та и 2013-та вие правите здружената опозицијска коалиција. 2010-та на 1 февруари е формиран опозиционен блок од 13 партии. И тој опозиционен фронт беше со задача да предизвика предвремени парламентарни избори. Предвремени парламентарни избори се предизвикаа 2011 година и со тоа заврши. Значи нема никакво наше членство. Вие мислите дека како гласно викате дека некој ви се плаши? Дека некој ќе закритика? Не, ја мислам дека ти би требало да се плашиш. Не, ама викајќи гласно, вие само покажувате немоки. Вие сте знаете кои оние луѓе кои врска немаат од англиски јазик. Одат на некоја плажа тамо и се обудат вака врескајки и ако поима немаат од англиски, на некој англичанец нешто да му објаснат. Значи прво, после 2009 година вие направивте коалиција. Не се повторувај. Не, ма се извини. Значи ќе ве молам. Тоа после 2009 година е 2012 и 2018. Значи 2011 година син ми беше на 10-то место во прва изборна единица. Значи вие бевте... Не е точно. Како не е точно? точно? На 9-то. Добро, еве на 9-то место. Кај ти ја? Еве на 9-то место. На 9-то место. Значи на 28 октомври 2012 година вие сте на митингот на Здружена опозиција во Скопје, најголемиот митинг. Значи тоа е само пред 5 месеци или 4 месеци пред локалните избори, вие велите сум ја напуштил коалицијата. Да. Ме напуштивте за една сендвичара, вие не напуштивте претходно. Не е тачно. И како не е тачно? На кој митинг бевме? На 28 октомври 2012 година, на најголемиот митинг на Здружената опозиција, вие бевте во првиот ред. Не. Јас бев само во последниот ред. Сега треба да ги покажам снимките? Да. Да се смее народот? Да. Ќе ги покажам. Да ги покажеш на и да видиш дека сум на 28 во последниот ред. Октомври. И не се ни качиш на бината. 28 октомври. Да. Вие бевте во првиот ред на митингот на Здружената опозиција. Да. Значи јас бев тамо, ко новинар присутен и гледав дека вие сте присутен тамо. Немојте да го лажете овој електорат. Немојте да го лажете овој народ и немојте да ги лажете моите гледачи. Вие бевте дел од таа Здружена опозиција и се продадовте за една сендвичара. И тоа, освен што сте Кодош, ке е второто кодно име вашот, тоа е Ла Сендвичара. Без коментар.